револтирана сум од изјавите од директорката Весна Камилова од Санте Плюс и од тамошните лекари, бидејќи мене таму не само директорката, ме познаваат сите од портирот до хигиеничарките, се збунив малце, до лекарите, до сестрите, значи сите мене ме знаат. Дури ни на влезот не ми ни побарува некогаш лична карта, тоа е наша Мирсада, нека влезе, не мора да се легитимира, бидејќи као по правило ги легитимираат сите. Не можам да верувам дека они сето тоа го одрекуваат. Мене операција, јас уште еднаш ќе кажам, последната операција, затварање на раната е правена тамо. Доктор Илина Гаджевска ме оперираше, а асистентот беше доктор Јегени. Не можам, значи, шокирана сум од нивната изјава, не можам да верувам дека еден лекар може да го одрече сето тоа. Значи, дури сигурно ќе се препознае, има една сестра, не знам дали се уште работи таму, која е сведок на све. После, откако раната ми беше затворена, она беше на одмор тој период, кога ме сретна во ходникот, рече: Мирсада, тоа ли си ти? Јас си реков: да, зошто? Жено, жива ли си? Јас тебе те преплакав. И ја мислев дека жива нема да се вратиш од Турција. Значи, малце, јас ја повикувам јавно, ако малце ја работи совеста, ете, можда може анонимно да се јави да каже дека јас стварно сум била таму, дека животот ми бил загрозен, дека дури жената со сулзи во очи ме прегрна и ми кажа: многу се радувам дека ти си жива, дека се врати жива и дека сега раната ќе се затвори, све ќе биде окей. Затоа дојдов уште еднаш, значи уште еднаш да ги замолам сите надлежни. Значи, јас сум со сите документи, со документација, значи не лажам ништо. Имам документите, отпусните листи, морав да лежам 15 дена дома, дури сака катетер да ми уклучат, за да не станувам до тоалет. Домашна посета доаѓаше и тоа може да се обезбеди. Од МВР ќе обезбедам дека тој период јас не сум ја напуштала државата, како што читам, кажува дека сум била во Истанбул, дека се тоа преводи од Истанбул со подпис на наш лекар. Мислам, тоа е смешно дури на 5-годишно дете да му кажете дали ќе поверува. Затоа ве молам, значи, да не подклекнувате, да се реши мојот случај, не само поради мене и мојот случај, за никогаш да нема, значи, вакви случаеви и вакви дешавки. Јас имам и пријателка со мене, која цело време била со мене, скоро на сите преврски, која е спремна, потврди и на Фејсбук, дека ќе посведочи и сега е тука со мене, дури и на дешавката што беше со сестрата, она беше присутна и ме погледна, вика: леле, сите те познаваат овде. Ме познаваат затоа јас сум тука и сум имала мака и сум дошла. Значи, затоа јавно ви се обраќам, демантирам. Значи, демантирам сето тоа они што го кажуваат. Значи, јас сум тука во било кое време, пред секој, ова пак ќе го потврдам и со документи ќе го кажам. Толку од мене. Значи, ја повикувам владата да застане позади мене, значи, да ми помогне да се реши мојот случај. Јас сум другарка и на Мирсада Мујесира. Дојдов како подршка njena, зашто цело време бев со нејзе во Санте Плюс на сите njeni преврски, на сите njeni тако наречени операции, више не знам ни што се и правили. Значи, то беше нешто, не знам, нешто што не можам да го опишам. Значи, ја дури кога она отиде во Турција на операција, преговарав со нив, јас да правам таа операција кај нив, ама пошто видов што се случи со нејза, јас се откажав. Мислим, од нивова страна крајно непрофесионално, и читав тие коментари и тоа, мислим да тоа нешто, не знам што да кажам. Значи, ја цело време со нејзе бев, цело време. Значи, секоја njena преврска, све, нон-стоп со нејзе бев. Постојано одевме и то на 40-50 температура минатата година. Значи, одевме, не знам како она све тоа издржа, не знам, јас не би можела тоа да го издржам. Ама ипак она беше јака и го издржа се тоа. Сакам јавно да му се обратам на доктор Јегени, да го подсетам, сигурно ќе се присети, кога влезе како асистент во операциона сала во Санте Плюс во Скопје, значи цело време, додека траеше операцијата, телефонот му звонеше.
Дури кажуваше, мене ми беше смешно, се смеев. Ова е син ми, некако не мора сестро да се јавиш, за да го земе нели телефонот од джепот. Имаше разни снимки да го подсетам дека сигурно ќе се сети на мојот случај. Исто така, истиот ден, да, со телефон никако не би смело, затоа што, како што сите знаеме, најголеми бактерии се на телефоните. Зашто, ајде да не кажувам понатака, самите инспектори тоа го знаат многу подобро од мене. Исто така и ова да го додадам, дента пред да биде објавено сето ова, пред кога менче ми се јави и ми кажа дека тоа ќе биде објавено, јас добив преку WhatsApp позив од Турција, значи имам на самиот WhatsApp колку траел позив, имав 2 повика, ме праша дали сум контактирала новинар, јас им потврдив, им реков дека не само новинар, него сум контактирала и влада и сите можни институции кои сум требала да ги контактирам, дека сум ги чекала од пред Нова година да ми помогнат, дека сум ја молела Весна, она не ќела, сум пратила адвокатка и Весна опомена пред тужба, она рекла да се обратам во Турција сум се обратила, никаква помош и оттаму ми рекоа, ако можеш ти тоа да го повлечеш, тука е власникот на Селвет се вика што преведува, века тука е власникот и тука е Филис, директорката на болницата Турција, ние сме спремни све што тебе ти треба за ти да бидеш добра, да ти надокнадиме, значи ние сме спремни сето тоа да го дадеме. Еве тука е директорот, само не знам како веднаш се створил директорот таму. Значи кога јас ги молев, никој не кеше да ми одговори. И јас им реков, јас се извинувам, јас ја известив нашата влада, јас не можам да се играм, не лажам ништо, не барам ништо што не треба, значи јас ова не го повлекувам, а единствено ако вие сакате да не ве тужам, тогаш ќе може да си се спогодиме, парите да се вратат, оштета да се плати и понатака. А ова што е спремено да иде преку телевизија јавно, нема да го повлечам не само поради мене, него и поради другите, како што неколку пати до сега тоа сум го кажала. Значи не сум единствено оштетена, не сакам и другите да го поминуваат овој пат.